забележување дека на седницата која што беше одржана во март од страна на Судскиот совет, 14 март, меѓу другото не се избра председател на Апелацијскиот суд Скопје, а исто така се изврши и преоценување, бидејќи се избра ВД председател, се изврши преоценување, вонредно оценување на судиите, односно на кандидатите. Ова укажува на фактот дека од самата седница, од аргументите кои што беа изнесени од членовите на Судскиот совет, укажува на фактот дека голем дел од судиите не се оценети соодветно, меѓу другото и поради тоа што има предпоставка за злоупотреби во АКМИ системот, односно при распределбата на предмети. 92% од судиите во 2015 и 2016 биле оценети со највисока оценка, а за разлика од тоа само 20% од председателите на судовите биле оценети со највисока оценка. Па се поставува прашањето, ако биле добри критериуми во овие 8 години, зошто сега измени најнапред законски за критериумите од една страна, а од друга страна дали тоа укажува дека можеби, не знам, председателите на судови биле по неефективни, по непрофесионални од нивните колеги судии. Исто така, тоа го поврзувам и со АКМИ системот и она што го потенцираше Прибеа, тоа е дека ние како граѓански организации и вие како новинари треба да притиснеме сите институции што поскоро да го истражат до крај она што се нарекува злоупотреба на АКМИ системот. Па така, ако сите притискавме заедно Министерството за правда со таа независна експертска група да го заврши извештајот, од тогаш, тоа беше почетокот на декември, поминати се добри 5 месеци, кај што ниту Судскиот совет, ниту Советот на јавни обвинители нема преземено никакви видливи чекори. Може би имаат преземено некои чекори, се преземаат, кажуваат, се формираат комисии, меѓутоа видливи резултати ние се уште не можеме да видиме. Од тоа многу зависи и унапредувањето на судиите и на јавните обвинители, особено на судиите во изминативе 8 години од кога постојат критериуми претворени, засновани во бодови. Кога се разгледуваа кандидатите, имаше повеќе кандидати, ако добро се сеќавам 14 беа, меѓутоа не ме фаќате за збор, бидејќи само присуствувавме на седницата, 7 избраа. Од тие кандидати сите се разгледуваа поединечно, секој член од Советот на јавни обвинители земаше збор поединечно да образложи аргументи зошто за, зошто против. Конкретно настана многу бука околу изборот на Марија Ѓорѓиева и на неизборот на Лидија Рејчевиќ, обвинителките. Можам да констатирам, мислам да го пренесам она што беше на самата седница, а тоа е дека при изборот на Марија Ѓорѓиева, пред да дојде на разгледување на нејзината кандидатура, председателот на Советот на јавни обвинители Коле Штериев јавно кажа пред сите дека му е подалеч на роднина по сватовство и дека нема да учествува во гласањето, нема ниту да зема никаков збор, ќе гласа воздржано, а е присутен на самата седница исклучиво само поради обезбедување на кворум. Имаше и други членови на Советот на јавни обвинители кои во тој момент имаа смртен случај, ама присуствуваа на таа седница токму за да направат избор на обвинители. Така што ако се тргнува од она што значи конфликт на интереси и се останато, можам да кажам дека немаше. Во однос на неизборот на Лидија Рејчевиќ, обвинителката, сите буквално до еден земаа збор од Советот на јавни обвинители членови, освен сите се произнесува зошто гласа не, на крај можеше нели да се види да се изброи, освен членот на Советот на јавни обвинители Фиданка Раевска, која што не зема ниту збор, туку на крајот само кажа дека гласа воздржано. Changing in behavior или промена на однесувањето што го констатира Европската унија, токму е потребно и на Советот на јавни обвинители и на Судскиот совет, во насока на тоа дека и да нема доволно законски услови, и да нема доволно јасни законски одредби, нивната проактивна улога треба да биде основна, тие да ја информираат јавноста за да не дојде до вакви ситуации, да организираат пресконференции, разни други начини на информирање на медиумите и на јавноста, на граѓаните,
со цел да се врати довербата во судството и исто така во јавното обвинителство, а сите оние недостатоци кои што ги има функционални, дали од аспект на буџетски средства или од аспект на капацитети, треба да јавно да ги бараат и да се обратат до соодветните институции. Она што е исто минус во целиот овој процес во однос на судските реформи е тоа што доснеа законите за судови, знаете добро. На 2 април беше закажано прво читање, требаше до 31 март согласно планот на владата да бидат завршени, да бидат усвоени во собрание.